Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 90. Изгасите амфонија. 98,1 FM. Ово утро заедно со мене е Агим Јонус. Добро утро, Агим. Мерман Джас. Агим, годинава треба да побараме ја и ти нешто од Дедо Мраз, ама политички нешто да ни даде Дедо Мраз. Значи не е... Ме сваќаш, нели? Да, не сика, ме сваќаш, сика, ми сватиш, ти сватим. Да. Треба да побараме нешто што политички да и донесе на Македонија во наредната 2025 година. Ти која година си роден? Која година сум роден? Да. Се прашали тоа, после не може женска да фатам да ти. Па добро, што може женските поискусни повеќе сакаат. Има некои на стари години. Да, бе, ај ке циљаме на тие што барат поискусни, на тие ке циљаме и ке кажеме, јас сум роден 62 година, 9 април, узнаку Овна, и Ован, дупли Ован сум у хороскоп, и мајка ми ме родила убав, паметен, фин, и ја мислам дека шансите да фатам женска у 2025 се огромни, затоа што има многу очени домакинки. Има вакви, такви, така да немаме гајле. Добро, значи ти си ги поминал сите системи, сите многу нови години, ти си терал нова година и која немало мобиле, на Бога ми и телефон која немало. Вели, јас сум терал нови години која, за да се јавиш дома, си требал да идеш на 2 километра да свртиш телефон, и ако добро не се слуша, имаш една фора, сврти 0, вика. Јас сум од тоа време, вика, сврти 0, не те слушам кој што треба. И ај се сврти 0 на овие... Со малечок си не сеќаш на тоа времето на ја двојникот го фатив, малку, крајот на двојникот. Али ти текно ли на време, сврти 0, вика, не те слушам, сврти 0. Двојник, ако збори комшијата, ти не можеш да збориш, така? Да. И можеш да го слушаш него што збори. Тоа се други времиња, технолошки, многу... А може, дали посрекни беа луѓето? Ја не се сеќам, не можам да дадам помалку стрес беа. Интернетов, мобилниве телефони си го направија своето. Квантумот на информации кои доаѓаат и одат од тебе се зголеми 1:100. А таа брзина на комуникација, тоа преоптеретување со непотребни информации кои влегуваат во подсвеста, тоа динамиката е зголеми. Тоа е зголеми комуникацијската потреба да цело време бидеш активен. На времето е, брате, идеш од тука до работа, се качиш у автобус, гледаш лево, десно, дур не стигнеш на работа, ти полупоспан, полусвесен, а денеска кога ќе искочиш од дома и ќе доеш до работа, 20 пати си свртал телефон, а те праша некој што е тоа толку битно и итно, сабајле у 7 сат, никој не знае да кажеш. Значи дека таа динамика на внатрешен немир се зголеми. И затоа тоа време беше порелаксирано. Луѓето за да дознаат што се случува, требаше да се сретнат на времето. Луѓето за да разберат што има ново, што кој како, кој лажал, кој крадел, кој ова, кој она, требаше да седнат, да се напијат кафе, требаше да се сретнат пријатели. Ние на времето се дружевме многу повеќе, изостана дружењето. Сега дури и женска фаќаш на интернет, викаш, ми се свиѓаш, и она вика, да, и ти ми се свиѓаш. Ај се најдеме. А на времето ти за да фатиш женска, ова го дам како пример, на времето за да фатиш женска, какви, чекаш у 6:15, 7, ќе чекаш таму пред рекорд, и овој петок, ако не биде таму у 6:15, чекај следниот петок у 6:15 на автобуска. А сега седиш ти овде у Куала Лумпур, имаш Тиндер ти, така, предпоставувам. Како? Тиндер. Тај си ги листаш и ми се свига, не ми се свига. Да, и она сега... листа ми се свига, не ми се свига. И ако се погодите да си се свигате, може и мојбет да си направите после и нешто, нели, да договорите. Да. Имаш тоа, така? Чекај, одма морам да реагирам, нешто се нервирам со ова хейтери во Цабајле. Стојан Стојановски, овој Арнаутов те дупи како што сака, ти глуми малце и ги понижува сите македонци. Kick him out. Стојан Стојковски, једи говна.
Значи немој сега така. Добро, продолжи, ајде. Што не се прифаќа? Добро, повторувам. Да не амандманот не се прифаќа. Јас сакам министер у влада. Пеки, али Добро утро. Да му одговориме еди говна. Ајде. Агем урбана легендо кај Снежа Велков. Ма ебеш, ова мене немој такви зборови, бе. Стојан Стојковски. Идемо дале. Мира вели добро утро и Ирена вели добро утро од Добро Болгарија. утро за позитивните луѓе, целувки, бакнежи, прегратки. Чекај сега. И Агем, друго, значи Тиндер имаш? Да. Имам све, бе, слушай, всичко се намира при мене, само што... Значи, добро. Агем има Тиндер. Почитувани слушателки на Радио Лидер, може да го најдете таму, може да го најдете и на Facebook, може да го најдете и на Instagram, може да го најдете на сите мрежи, како би му ги исполниле неговите желби во 2025 година. Добро, ќе правиме модерни времиња сме, може тема, да ја мислам дека ние треба малку посериозни веќе дефинитивно да бидеме. Значи ексклузивна една најава, јас денеска во емисијава ќе зборувам, претпоставувам малку по лабаво и малку по приземно, без употреба на вулгаризми, турцизми, србизми, улицизми, чаиризми и така натаму. Причината е едноставна, сакам да кажам и да пренесам до јавноста некои работи кои може, а и не ги интересира. Тој е мојот последен јавен настап. Решив да се повлечам од јавноста малку. И затоа пред да се повлечам од јавноста на еден период, сакам да кажам се што ми лежи на душа. Повторувам се тоа ќе го кажам на еден се надевам пристоен начин, пошто мене пристојноста не ми е баш одлика на имиджот со кој што изгледи ваков или таков. Да си. Значи прво да ве поздравам сите. Второ, да расчистиме нешто, доаѓа на Цабајле со кола, возам наму на ке студија и се мислам, што е тоа аналитичар? Значи, интересна работа, јас го кажам својот став. Значи, не мора да сум во право, да расчистиме. Македонија, равниште, аналитичар. Што е аналитичар? Аналитичари во Македонија има многу малку. Секој втор бели мајмун што искача во јавноста и што толкува нешто, кажува мислење и така натаму се обична гола вода и коментари. Зошто е тоа така? За да излежеш ти во јавноста и да себе си се наречеш аналитичар, ти мора straight to the point да одиш, да ја кажуваш вистината онаква каква што ти ја осознаваш, ја анализираш и ја пласираш. Значи имаме во јавниот живот во Македонија имаме една маса, една плејада ликови, од кои 98, да не биде 100%, се на нечија платна листа, на нечи бедем на бранење на интереси, на пристрастност, на клиентелизам, на многу нешта кои оној кој што настапува јавно и го презентира она што го мисли е во функција на одбрана на нешто и некого. Зошто е тоа така? Ако во Македонија, прво благодарам Љупче што ми даваш малку поеќе простор да кажам тоа што го мислам. Ја и така не сум инспириран. Да, во Македонија за да бидеш квалитетен аналитичар треба да бидеш проклет. Јас таа проклетија ја прифатив без страв, без срам и без чувство на вина. А тоа има многу едноставна причина. А тоа е се дека ја збориш вистината. И се дека настапуваш онака како што честно и искрено го мислиш. Настапувај и не се плаши. Што може да се случи? Во најцрна комбинаторика може некој да те натамбура, да те натепа, дигне на клоци, па и да те убие ако кажеш некоја тајна која што не е баш за кажување. Меѓутоа, зашто би се плашеле? Прво, Македонија нема никаква иднина. Ајде, ќе влеземе и во 2025 година. Македонија нема никаква иднина се додека не седнеме и отворено да разговараме за нашите проблеми. Ние нашите проблеми во државата ги маскираме, проблемите ги фрламе под тепих, никој никого не ферма ни 2% затоа што правецот на бродот на кој што се качил, а тоа е некоја политичка партија или тоа е некое здружение или некаква интересна зона,
си го држи правецот на бродов на кој што патува и него не го интересира туѓото мислење. И обратно. Која е консеквенцата? Консеквенцата е кога на неизживеан народ, како што сме ние, значи демос, не зборам за македонци, зборам за македонци, албанци, турци, срби, власи, бугари, виж як бугарите ги стави впред да ги стават устав. Значи, се живо. Се она што се пласира е без чувство на одговорност за по консеквенците кон државата. Затоа и имаме држава каква што имаме. Македонија веќе 30 години ја живее драмата на Горан Стефановски лет во место. Каква беше годинава? 2024 и што не чека 2025? Повторно, лет во место. Зошто е тоа така? Еве ќе ви одговори Агимче зошто е тоа така. Прво, имаме многу несериозен пристап и настап кон државата како наша заедничка земјичка, како наше тло на кое што ние треба да изградиме дом во кој ќе живееме. Тачно не ме интересира дали си македонец или албанец, дали си грк, србин, влав или што год да си. Ти немаш одговорност кон државата. Затоа што државата е тој брод на кој што сите ние пловиме заедно. А тоа што еден ден ќе испаднеме во морето како патниците на Титаник, тоа нема никој да не биде крив освен ние самите. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека во 2025 пред нас, ако не почнеме со еден елемент кој е клучен и најбитен, ние повторно ќе летаме во место, повторно ќе се бавиме со дневна политика, повторно ќе се бавиме самите со себе си, ќе му го крадеме на Господ времето, а државата наша убава, колко год да звучи иронично вакво или тако, нашата убава, мојата Македонија ќе трпи. Се додека имаме мајмуни, какви што имаме 80% од 100% на бројка на јавната сцена, нашата убава Македонија ќе пати, а ние ќе му го крадеме на Господ времето, ќе лечеме комплекси, ќе еволуираме допрва и ќе изиграваме современици на 21. век. Што и фали на Македонија? Казна. Казнена политика. Јавно се обраќам кон народот. Сакам народот да ми даде одговор. Привилегијата моја во актуелниот момент е тоа што јас сум на јавен медиум, на кој што поставувам прашања и очекувам народот да ми одговори. Тој за жал може само во инбокс или во коментар сега да ми даде некаков одговор. Меѓутоа, ова е повик, повеќе од колку што е јавно прашање. Дали, кој, кога, зашто беше осуден за било што? Никој не беше осуден, Агим, ама тука имаме провокации, продолжуваат кон тебе коментари. Вика, ако има Тиндер, значи е, ајде не го кажам зборот, е. Стојан Стојковски, ти си тој што преска рече ова. Стојан Стојковски, ај чуве си ги опците, види искочи надвор, преброј ги, молим те, дали си сите на број. Ама не добро, Агим, па и да си, шо има врска, ние сме, ова е отворено општество, мислам сега. Ние сме, полека се движиме како може од Сабајле да мрзиш европски, носи се утрики. Абе, немој се такви зборови. Значи, идемо далje низ ако има, чекај, од кога дојде вештачка интелигенција и социјалните мрежи, во држава 50% се аналитичари, другата половина експерти, да. Имено, па тоа преска ми беше ја разговарав со која беше Коце Трајановски градоначалник и вика, организиране, вика медиуми, таму викнал авион, ке прскаат против комарци. Викам, господине Трајановски, кога вика ке прскате, му велам, против експерти и аналитичари. Да, многу именно. има. Многу се на котија, да, дисбаланс создадува. Се извинувам што те прекинувам, Љупче, само да завршам мислата, од ќе испадам недоречен. И многу ти е долга мисла како на Толстој. Абе, добро, јас сум паметно дете, речите, остави ти мене гледаш. Паметен човек, кратко кажуваш. Баш као убав. Мислам, не да се фалам, ама пушти. Значи, луѓе, или ќе оправаме ова Македонија, час поскоро, или сериозно ќе пристапиме
кон градењето на системот онаков каков што треба. Или час поскоро ќе заборавите на интеретнички вокабулар. Ќе се префрлите на технички, ќе се префрлите на мериторен вокабулар. Или час поскоро ќе разберете дека сте во дупка, дека се на ивица на бездна после која Македонија нема назад, или не заслужувате држава, бе, луѓе. Ете, тоа е оно што јас преска го кажав, ја имам привилегијата јавен настапе ова и јавен медиум и да го кажам оно што го мислам, а истото го мислите 90% од вас, ама никој нема 3 чисти ниту петља да го каже или јавно да искочи да смени нешто на улица. Морам да ти кажам. Ајде, се извинувам. Ајде, еве гледај во Белград што се случува, искочија студенти. Дај да видиме дали кај нас може да искочат студенти, дали може да имаме слично сценарио. Не може. Зошто? Не може, нема поинаква фраза од она што сега ќе го кажам. За жал, колку год да сме на мониторинг, дека имаме овдека вулгаризми и така натаму, затоа што има луѓе кои се од мочка праени и луѓе кои што се мужи. Во Белград, во Србија, луѓето кога искачат, они одат до крај. Кај нас ки искочат, ако треба да искочат група студенти, ки искочат 3 групи студенти, поделени по партиска основа, поделени по етничка основа, поделени вакви и такви. И затоа нас, знаете која ќе не биде, знаете ли кога ние ќе менуваме власти или незадоволство, ќе инструментализираме кон некако подобро живење, никад, а можда ни тад. И затоа јас велам, ние во Македонија, велам ние, јас сум македонец, сум албанец, меѓутоа македонец ништо помалку него што е овој Каршимен, овој Љупчо Златев. Можда и поиш. Крај да е оње селјак од Кавадарски, јас сум градско дете. Не, можда и поиш. Со оглед на експлицитноста твоја, Агим, ово утро, ја морам да кажам дека очигледно тебе Тиндер не ти дал некој ефект подолго време, па сега си се фокусирал на размишљање. Не, затоа што реално човек со активен Тиндер волку многу не може да се продлабочува, нели да дај банирај го овој Стојан Стојковски, некој. Ајде, чекај, овчар од Ропотово некој. Чекај. Да, бе, носи се од 3 пизде мати. Не, бе, не од овакво, чекај, од Камбера е овој, од Камбера. Чекај, сега него банирај, само да кажам што има. Ало, момче, ти ли си тој што даде $8 Македонија да се стори окей? Од такви патриоти како тебе у Камбера и по Сиднеј, какви коментари сум имал, ајдите тамо кенгури, бројте пред улица што ви скокаат. Еботе будало. Камбера е многу убав град. Банирај го. Сега ќе обанираме, чекај. Ај, Стојади, не ти даваме последна шанса. Агим, денес почна Сими да јаде, добро е да одмори од воздата. Уживај, бе, народе, живеј. Петок е ден, се додека не се расчисти со корумпираните политичари, нема единство. Браво, бе, Мира, бе. Да, бе, еден човечки коментар. Сега идеме на вториот дел од говорот на Љупчо. Ја има, пази, да ги искористаме ние 20%. Агим, каде за нова година прашуваат? Како ме дупи. А още ти е 20% порамковен да ги искористам, да кажам што имам, па после ти 80%. Ти не застана, човече, од преска. Чекай до 15%. Ти као цела година Тиндерот да не ти работи. Абе, пун сум, ко брод сум пун. Ко брод сум пун. Значи, преко глава ми е, сите јадат бурек, никој ништо не прави. Каде за нова година опушти се малце, дај. Ке гигол шупа, дома ке седам. Дома? Да, кај да идам? Што треба сега? Да чекам нова година за да цугнам или да чекам нова година за да кажам лелама сум среќен? Нас боените секој ден ни е нова година. Секој ден е велик ден ако си го прави сам, бе, евот. Агиме урбана легенда века мост помеѓу македонците и албанците, поздрав. Стојан, жити се те молам, ајде не те банираме, редовно не гледаш и така малце не гледаат, дали не гледаат 50.000 луѓе, зашо да намалуваме за еден, остај го Аги мово утро, дај да се помириме сега пред нова година, да не правиме. Еде, Стојанчо, лечи се, имаш тамо во Австралија. Остај го, The Land Down Under, имаш тамо. Многу здравствен систем има од ова. Мада, Австралија е многу сурова капиталистичка земја. Која, Австралија? Да. Јас сум слушнал дека Австралија има многу сурови закони, а има и многу нешта на кои ние треба да завидиме. И нормално е, бе. И нормално тој држава, пази,
Знаеш колкав е просторот на Австралија? 55,5 Македонија. Што очекуваш тя? Ми сме цванци ковдека. Имаме добар коментар една тука. Вика, зошто Тетово со години наназад не е накитено, дали тоа е, вика, радикалниот исламизам во Тетово владе. Стварно мене не ми е јасно зашо не китат. Многу добра забелешка. Многу добра забелешка. Радикалниот ислам, кој е реално многу присутен. И е против тие елки, мелки, дедомразови, ти реков, ме рече. Пази, радикалниот ислам, значи ме пренесе, кај ме отиде сега на која тема. Ама ајде добро, кажам. убава тема. Значи, Значи, нова година збориме. Да, факт е, пази, дедомраз не постои, елката апсолутно не постои. Зашо ги лазиш луѓето сега вака дека не постои дедомраз? Како, кој, как не постои? Дедомраз. Ај уште еднаш речи дедомраз. Ама не, агем, Значи, овој, да се разбереме, да, многу веројатно, значи, морам да бидем искрен и честен до крај, на прашањето да одговорам. Не е дека нема влијание, толку. Не е дека нема влијание. Не, стварно е. Мислам дека одговорот е честен. Да, мене, например, знаеш како? Нова година, Божик, се, независно дали сте муслиман, па макар и Бајрам, сите празници генерално на сите религии, треба да сплотуваат, а да не да разделуваат. Сега види, Истанбул често го китат за Нова година, Турција е муслиманска земја, ама за Нова година го китат, па Нова година е и за муслимани, и за христијани, и за сите. Да. Така што, не гледам зошто не во тето не се стават ламбички, не се накити елка, не се стави така натаму. Кога тоа не се ни христијански, ни у Библија има елка и дедомраз, не има во црква, тоа не се христијански традиции. Тоа се народни традиции, знаеш. Се ме знаеш. навлече на една тема која е во она што го правевме муавет, меѓутоа ајде да ти одговорам. Пази, во Турција, камо да сме као прво, камо да сме ние као Турција, има 80 милиони регистрирани становници. Во 80 милиони регистрирани становници не се сите муслимани. Тоа е прво. Второ, современиот турски свет е секуларен. Значи, религијата out of the question. Не се меша со државата. Имаш огромни капитали таму, имаш град кој што е еден од топ 10 светските метрополи и сосема нормално е таму да видиш и накитени и ненакитени делови. Накитените се пренакитени, али иди ти по оние арка со каклари ги вика турците, по оние забутани места мали и така натаму, штама. Значи има и исламисти, и секуларисти, истото и кај албанците, се разбереме. И кај нас албанците во Македонија имаш исламисти, имаш секуларисти. Мислам дека доминантно се секуларисти албанците. И таа битка се води на неколку нивоа. Меѓутоа, најодвратно е она тајното водење на она циничното, на лицемерното водење на борба. Еден вика да, другиот вика не, и сите бегаат од Чаери или од Битпазар на оваа страна на Вардар за да го видат дедомраз. Пази, тоа е одвратно. Не, го банирале дедомраз во Чаир, мислам дека е накитено годинава. Чаир има традиција на тие работи. За какво е ова прашање? Споредувате Тетово и Истанбул, колку туристи има во Истанбул? Исто колку Тетово, бе? Да. Мислам, прашањето е $1 милион. И исто, сега морам да кажам, глупо е дедомраз да го банираат. Да не може да оди во... Радикален исламист во Тетово, а во Скопје што е? Дај бе, пробудите се, луѓе, поставите човечки прашања. Во Австралија има еден виц има од преска. Добар, вика, се сретнале во Австралија македонец, грк, србин и влав. Вика, србинот, брат ми има месара, ја ќе донесам месо. Вика, гркот, брат ми има маркет, ја ќе донесам, вика, за пиење. Вика, македонецот, брат ми има како се вика пекара, ја ќе донесам леп, и се организирале да се соберат, а влавот им вика, добро, вика, ја ќе го донесам брат ми. Не, види. Љупчеш, а у понеделник го имаме влавот, Столен Умов,
со него ќе ја завршиме оваа година. Љупче, што сака да каже Агим од Сабајле, дека делиме на вакви онакви, ќе биде така се додека нема сплотеност, така ќе биде. Еј, добро јутро, еј. Ајде да се сплотиме, бе, овакво, еве, значи, Агим, да одиме конкретно пред рекламите. Да побараме од Дедо Мраз, ја и ти, да не сплоти до година. Немогуче. Добро, ние дужни сме да побараме се, немогуче е да ти даде волшебна метла, па дета барат. Што да побараме, ти сакаш да и бараш на Анджелина Джоли, али то ти е само сон? Па не е нешто посебно Анджелина Джоли. Ја уживо сум ја видел у Грчка која бев со мигрантиве, нели, кој известувавме за тоа, ништо посебно не е Анджелина Джоли. Мислам дека она е дури многу overrated. У Скопје ќе најдеш многу поубави од Анджелина Джоли. Исто како, нели, Агим ше поубав од Бред Пит, нели, се разбира. Мада се разведува сега. Значи, Жарко Павло се дека нема спотна. Ајде идеме со желбите, бе? Ај прво да кажеме желбите, а после у вториот дел ќе одговориме што е изводливо, што не. Ја сакам во 2025 година 5% раст на БДП. На бабатигаките, не може. Значи, добро, ја тоа сакам. Добро, одно второто, да. Ја сакам во 2025 година овакво бугари устав. Може да се слагам. А ќе елаборирам зошто така размислувам, ако бидам прашан. Дали колективно, дали еден по еден, мора да влезат во устав до година. Се согласувам. Може и еден по еден ќе направиме еден, како се вика она, речи го, амандман, по име и презиме. Кој што сака се декларира како бугарин, иди и се запише. Ја, Љупчо Златев, се осекам како бугарин и устав те става. Имаш бугарска фаца, ти можеш, че мислиш? Јас сум стара бугарчина. Само немам пасош. Ја немам, ако сум... Да. А обичам ги бугарите, ама што? Исто може да речеме. Тоа е второ, уставни измени. Трето, имам овакво, као се вика, идеја Даниела Арсовска више не игра началник на Скопје. Мислам дека ни ја исполни таа. Четврта, убава тема малце да има помало загадуење у градов. Се слагам, одобрено, чак. Дали ќе се забрануваат автомобили, дали ќе затвараат цементара, нешто да се случи. Се слагам, чек. Значи, цементара спонзор не е, ја шо зборам. Ова е право новинарство, не она лигушине инфлуенсерски што ви се лигават кога ќе им даете 300 евро од фирма. Прав новинар од јавен интерес не му е гајле некој што платил реклама, си го збори тоа што го мисли и што го анализира. Тоа е разликата меѓу нас и оние што ви снимаат реклами за 300 евро и на Инстаграм ви се кочеперчат. Каков одговор имам на едно прашање од наш слушател, кој што не сакајќи испровоцира нешто што не сакам да го кажам, ама ќе го кажам. Значи, Агим, како урбан лик пораснат со македонци, како ги оправдуваш твоите македонски албанци кои ја величат Албанија и Косово повеќе од Македонија, каде што се родени овде и каде што јадат, пијат, живеат, творат овде? Сега, да ти кажа, Гимче, тебе нешто, пријателе. Прво, најголемиот хендикеп на македонците во Македонија е тоа што немаат резервна држава. Како немаме? Имате, шо, Бугарија? И Србија, две имаме ние. И Грчка. Три. Ја да го каже, ова ќе ми е мај. Значи, три. Значи, слушај. Ние имаме 3 резервни држави. Љупчо... Ви имате 2, ние имаме 3. Да се разбереме. Значи, јас во Егејска Македонија, у моментов, колку што има македонци етнички во Македонија, толку има во Егејска Македонија. И тие се прават будали, изборат грчки, а по дома сите си зборат македонски, си пеат македонски песни, си пеат македонски ора. Ние сите може, курс на грчка, курс на грчки, се пакуем, добар ден, јас сум грк, си се етаблирам таму и гајле ми. У Бугарија уште поедноставно, на Нотар Дам подпис бугарин сум, а србите најлесно е. Тие па не ни ти бараат да се изјасниш. Периме на Филаки, во прво чекај другачи. Сакам да ти кажам, ние имаме 3 резервни држави. Ако ви имате 2, ако ви сме тргнали тој... Периме на его на семилаутора. Да. Значи, остај јас да зборам. Да. Значи, ти јавно изјавуваш дека Бугарија, Србија и Грчка ти се резервни држави. Апсолутно. Сите сакаат да ми земат територијата. Да му го рокнам ножот овде. Сите сакаат, сите па може ли ме ја, Шиптар, поише да ти ја сака Македонија, него ти да ти овие 3
Утре би ја земале Македонија. Како можеш така да збориш? Утре, сите три. Чекај, би ја земале, би ја земале. Тоа е резервани. Па ја не ти ја давам, ти ја даваш евате белја. Па добро. Кај го има тоа? Ако многу се занесувате. И сакаш со тебе држава да правам. Не правам со тебе држава. Добро. И шо правиме се? Значи, ако се... А тука јадам бурек, сплотеност, мотеност, ајде да бидеме заедно, а е ова, а е она, он мене србите, он мене бугарите. Па апсолутно. Ја ти кажем, народе, дали го слушаш ова ти? Дојди пред студио да го убиеме, да го линчуваме, да го обесиме на прва одма да земам Словенија, исполнувам услови, утре да си отидам, тоа ми е 4-та резервна држава. Факултет у Англија имам завршен, тоа ми е 5-та резервна држава. 5 резервни држави. Ако сме кај резервните држави, оваа си ја сакам бе. Оваа си ја сакам. Овде сум роден, овде сум пораснал. Значи, друже, што слушна ова гимче и ја тука изигравам мајмун, ајде сплотеност, ајде да се сакаме. Нема ајде, па не ќе ми ја, и шо правиме, ајде да делиме Македонија. Ајде бе, кај црта ги границите да видим. Ајде црта ги границите. Цела Македонија какви граници? На баба ти гаките цела Македонија. Значи не може да црта граници. Како ќе се тие се нацртани? Како ќе тие 45 се нацртани? Ничо не успеав цела година тутепам, ама денеска ако не нешто ќе најдам. Што робит за убиство најдеме оно за тоа што го нервирам. Глава ќе ти го опнам, нешто ќе направам. Значи чекај се разбереме нешто. До година во 2025 ако не ни дојде памет. Добро. На крајот на 2025 во емисијата што ќе ја водиме, знаеш што ќе размишляме? Ки играме лутри овдека со кого сакаме да идеме. Или сами идеме, или никако бе, ало. Апсолутно сами идеме бе, шо. Молим те. Ама не пошто сега со резервните си правиме муабет. Чекај, кој тоа самите? Вие македонците? Ние македонци, албанци, турци, власи, роми, бугари. Еми ти кате обичам бе. Да, чекај малку. Значи... Кажи, ама како? Ајде да изградиме државата кој што треба за да идеме заедно. Прво ги апсиме сите криминалци. На баба ти гаките 12 пут. И после. Ајде апси ги да те видам. Еве се апсат еден по еден. Кој се апси бе? Па еве вчера владата уште два тројцу апси. Борани апси бе. Не се Борани, полека. Како Борани избега Артан Груби, он Борани е ли? Чекај, ајде да се вратиме на Значи прво ги апсиме сите криминалци. Абе сериозно апсење бара. Сериозно? Каде е проблемот во Македонија во казнивоста и во сето тоа апсење и борба со организираниот криминал? Прво и основно, апсолутна поддршка и поздрав кон ВМРО што воопшто почнува нешто да прави. Она што го вети, почнува да го прави и сериозен респект. Меѓутоа, ајде малку да сите да соучествуваме во тоа и сите ние малку да помогнеме со една работа. Која е таа работа? Ајде да подигнеме ниво на јавна свест во кое што, без разлика на последиците, без разлика на тежината на последиците, удри по крупните риби, бе. Крупните риби, знаеш кога ќе ги апсиш, онакво му е. Немаш прво... Добро, значи да продолжиме без да ги апсиш. Не. Мора да се најде механизам за сериозен удар кон организираниот криминал. А не да се апсат Борани и трети, четврти и пети ешалон на криминалци. Ајде да се разбереме нешто. Артан Груби е повикан во јавноста на одговорност за тоа што информацијата е дека забошотил или заглавил, никој не може да каже дека е виновен дока не се докаже. Но тој е амбиентот, таа е информацијата. Он и тој другиот тамо што побегнал 8 милиони евра. Абе зевзелци ли сте вие, бе будали ли сте вие, бе кој може двојца сами да заебат 8 милиони евра? Тој е тим. Кој плюс? Па еве уште еден имаше вчера од тимот. Ба кој тројца нека се. Абе ги фатат сите еден по еден. Абе тоа е систем. Сите еден по еден треба да и од кој ќе ги исчистиме сите криминалци, ќе останеме само не криминалци. И колку ќе останеме тројца само у цела држава? Да, и ние после ќе крадеме. Не, после ќе си поделиме што останало, ева те велја. Ај на пауза. Агим, одиме на пауза, Агим треба да скрола на Тиндер, почитувани слушатели. Вечер е петок, утре сабота, недела. Чекай, резиме. На Македонија, хитно, here and now, и треба диктатор, као Сталин. Еве ја да првиот на стрелјот. Го знаеш вицот? Да. Вика, другиот, кто ки влјот? Ја, на стрелјот. Така треба да правиме. У Македонија бара чизма. Македонија бара хитно диктатор. Македонија бара хитно човек со железна рака.
Најдите го, донесете го, па нека биде банту црнец. Ако ви треба диктатор, обратете се на мејл maimунчезлатев.co.uk. Ја можам да ви најдам одличен диктатор, можам да ви го увезам и од странство, нема никаков проблем, ќе најдам едно. Имаме и тука ние многу диктатори, еве го Пасиев со желба да стане диктатор утре. Нема никаков проблем, но за сега одиме со пауза за реклами. Народе, остани на линија да видиш дали ќе губиам или нема да губиам. Агим треба да скрола на Тиндер, затоа што вечер е сепак петок, утре е сабота, па после тоа доаѓа недела, па празници, така што може да биде многу плодно во целиот овој период. Обаче разбира се, ајде да попушим по еден цигарет. Агим закачи на Тиндер во пузата една добро држеча 72 годишна. Господ знае како се држи. Немам коментар, будала, па што ме напрети мене за 72 годишна веда. Па што му фали на Макрон, бе? Франција води втора најмоќна земја у Европа, нека ми простат французите што мислат дека се права. Да го имам таа жена му кода му е мајка е. Па и постара од него. Нема така. Значи, шо ќе има за нова година у Скопје, на площад ќе биде Ареа, Нокаут, Сара Мейс и така. Лани Шопеева излегува на протест, уште хонорар не им дала градоначалничката, а ги терале да го фалат град Скопје. Скопје трагедија една голема. У кисела вода ќе има добра журка, да знаете. Да, а зашто е Скопје трагедија? Пак ќе ми се налютат, ќе ми пуштат сега коментари овде ка што се курчиш лево десно. Пази, Скопје е селјачки град, во кој што 70, да не кажам 90, 70% се дојденци кои немаат емоција кон градот. Во кои градови? Сите големи градови се такви. Кој не е дојденец у Берлин? Чекај. Пази, камо да бидеме ние Берлин, па нека е секој втор селјак. Меѓутоа, немат емоција кон градот граѓаните. Кога скопјанишчева или како год сакаш наречи ги, ќе имаат сериозна емоција кон својот град, се ќе биде поинаку. Поинаку ќе го негуваат, поинаков пристап ќе имаат кон него, се ќе биде поинаку. Кого му е гајле за Скопје? Мене треба, ајде ти селјак од Кавадарци, вратиш у Кавадарци. Не можам да се вратам у Кавадарци, значи, овде сте ми го уништиле просперитетот, сте ги ставиле сите институции у Скопје, ако тотално не ги заслужува. Еве ќе ти го даеме земјоделие таму, не може земјоделие, финанси сакам да ми го дајат. Треба да ми го дајат у Кавадарци да биде министерство. Кавадарци е втора општина во Македонија по придонес у БДП. Значи, по придонес у БДП. Добра, ќе ви гледаме низ прсти на вас. Што добива од државата Кавадарци? Ништо, све сами си правиме. Тоа е прво. Втора работа, значи да се разбереме. Не се проблем во Скопје дојденците. Во Скопје читаш ли коментари дека немаме фреквенција? Како? Коментари немаме фреквенција. Ај провери. Има? Сиду фреквенција 98.1, проверете, имате некоја грешка вие. Ние проверивме. Значи, второ, главен проблем у Скопје не се дојденците. Дојденците овде ви зголемуваат економската активност у град. Затоа што кога Скопје беше сочинето од стари скопјани, беше една најобична периферија на Румелија. Се знае кај беше све. Главно беше во, како се вика, во Битола. Скопје беше ништо. Дефинитивно ќе изедеш микрофон или камера у глава. Додека не дојдовме ние во Скопје, да го направиме Скопје да биде метропола, Скопје беше ништо и тоа треба да си го ставите во главата. Тоа е прво. Значи, ќе изедеш ставаков од микрофонов во глава ќе го јадеш. Пред нас дојденците, по политичка одлука 45-та дека ова треба да биде главен град, да се наследи таа од Вардарска бановина, како се вика, традиција, и ова да биде главен град на држава, предходно во Скопје било ништо. И сега во однос на тоа дали некој го сака или го неќе Скопје. Значи не зборуваме тука за љубов, зборуваме за одговорност. Град не можеш да го сакаш. Треба да бидеш, можеш да сакаш фамилија, можеш да сакаш жена, можеш да сакаш маж, можеш да сакаш трансджендер, можеш да сакаш што сакаш, град не можеш да сакаш. На која дрога си од Сабајле? Не сум на дрога, јас ти кажам. Значи, град е
одговорност Што му и икам на Сотир култура Костов, од дома те знаат и што и збориш ти? култура на живење. Абе- Главниот проблем со културата на живење е тоа што овдека живеат луѓе кои не можат да си ги исфрлат од своите глави традициите за тоа како живееле они пред 30, пред 40, пред 50 години и мислат дека у 21 век треба да живеат исто како тогаш. Тие луѓе се главниот проблем во Скопје. Главниот проблем се тоа што вие селјачаната што дојдовте у Скопје. Значи не сме ние селјачана, вие сте селјачана. Значи селјачана Да се што разбереме. дојдовте у Скопје Значи, и наметнавте своји правила. Вие и вас наметнавте. Точно ве заболе. Да бе, вие дали у центарот пред да дојдеме ние, ние Скопје гасифицирано беше, имаше најмодерни институции. Што требаше да ве чекаме вас да се гасифицира? Ние го направивме тоа. Ние го Кој тоа направивме. вие бе? Ние што дојдовме у Скопје, Мржна за ту било планина, бе. која институција во овој град е изградена од луѓе кои дали е отиди клиника, отиди македонска телевизија, отиди било која институција, се е изградено Од од васелјаците. луѓе кои дошле овде, ништо не е изградено од Скопје. Скопјани, стари Скопјани знаат само да летаат голуби и да се радуваат на тоа што се они од тука, а во суштина тие со ништо не заслужуваат да го имаат било каков примат во овој град, затоа што додека бил оставен на нив, ова било ништо. Ај Да сега се да ти разберем. одговорам ја. Еве ти народе македонски, Значи- убав, напатен 5 века турско да ти одговори агим на ова. Значи, имам два избора. Едниот е, значи, микрофонот у глава, вториот Што? е, да, Вие вториот сте е, главни виновници за се ова. вториот е, Вие што да ти- мислите дека пошто Чек. сте се родили у Скопје, сега лордови треба да ве правиме. Абе, Пошто иронија на вистината, на историјата е дека вие тука сте се родиле, па му текнало на цар Душан у среден век тука мост да направи, па некаков центар било тоа, па после го Кој бе Душан преземале бе, кој бе србите. занимава? Значи, Ало бе, селјачано бе, ало значи бе, вие освести се бе. сте ништо. Од мама Како да му ти ебавте објаснам? на Скопје бе. Вие. Не, вие. Вие го уништивте Вие Скопје. го уништивте Скопје, Скопје Кој- имало кој ве тераше господа да кога да ни ги никде немало продавате Скопје? имотите, бе? Кој ви требаш? Цел град ви го купивме. Кој ве тераше Пази, да ни ги продавате? ви го купивме. Ви го Па како купивме. нема да купите кога продававте овци, кога па продававте добро. ниви, Па кога ние сме биле продававте- вредни луѓе, сме Кои вредни работеле, луѓе сте биле, сме бе, имале со овчари што сте да биле до купиме. вчера. А Не. вие што сте имале? 90% Вие сте од вас- летале голуби и сте чекале да Жити паднат се. од доле. Не, Тоа вие е вчера разликата. научивте како се врзва не е вратоврска, така, бе, не море. е така, не е така. Селјо. Не е така. Како не е така? Сегде у свет најголемите индустријалци, најголемите овакво, у Бразил најголеми господа се тие стока што гледале. И ние, јас сум горд на тоа што моите гледале стока. На што да бидам горд? Што коцкари биле, Не као знам. стари Скопјани, што летале голуби и чекале да паднат, па тоа е багра. Моите предци биле достојанствени луѓе, си чувале стока, си одгледувале посткомунисти им ја земале, па морале у фабрики да работат. Тоа е главниот проблем. Леле, види га. Иначе да сме си останале до сега, како да ви објаснам, ние имаме генетски предиспозиции да го освоиме овој град. Како да ти објаснам? Затоа што ние сме работливи, ние сме вредни, ние сме како се вика, ние сме фини, градиме меѓулјудски односи, засновани на англиски. почитување, а старите Скопјани се ништо. На англиски. Задрта овакво што лета голуби, што се коцка, што не прави ништо. Види кои се најголеми пропалици у Скопје се луѓе кои се стари Скопјани. Значи- Најуспешни луѓе се дали бил Благој Механџијски дошол од Берово, дали бил Ванчо Чифлиганец од кај дојден? Од Радовиш. Дали бил Азманов, кој знае од кај долетан и тој. Дали бил Живко Мукаетов, фамилија од Кавадарци. Дали бил Орце Канчев, фамилија од Кавадарци. Дали бил, да ти ги бројам, 10 најбогати. Бранко Азески од Охрид, Стопанска Хомара. Значи, што Лепото, сакате ви од нас? читај нешто, Што пази на еден англиски. стар скопјанец нема да направил бизнис, да направил успешна приказна, да направил било што. Еден. Ајде, на англиски се вика read my lips. Read my lips. Вие сте селјачана. Ама наша е државата. И сега што Ама. идете си ако не ви се Чекај. свига. Ако Кај не ви идеме? се свига, идете Кој си е, слободно од Скопје. Марш назад да Скопје береш е наше. грозје таму у Кавадарци, Скопје го будало градиме едно. ние. Ако не ви се свига, одете си од Скопје. Имате, еве, Илинден ви е тамо, близу,
Кумановски села, како се вика, близу Тетовски села. Скопје е наше. И што дочека? Значи, каков е тој стар скопјанец велот што мора да симне Тиндер за да отиде со некоја типка. Па ти уште веруваш и Дедо Мраз, бе, ало бе будал. Да, ми требаше Тиндер, ја немаше да видам ништо до сега, бате будал. Слушај, види да ти кажам нешто, ајде да расчистиме со темава селјаци. Значи, просек на стари скопјани е Матино Бравар и Голубар, точно. Додека ние од село, оделе на Сорбона, стануеле доктори од Мариово, оделе, како се вика, граделе организации кои до ден денес никој не може да ги смени. Значи ти си као скопјани... тие од LGBT. Зошто? Еве зашто, ако ајде, нема проблем, нема комплекс. Жими се ке фата масава ќе му обнам од глава. Слушај малку, да се разбереме. Ти што прават од LGBT? Ако не си као нив, ти не си ин, вика. Така и ти, ако не си селјак, не си... Не, значи едно е селјак, друго е селанец. Јас сум селанец, а стари скопјани се селјаци. Затоа што го вадат своето потекло као клучно за нивно успех. Не они дека изградиле нешто. Не они дека направиле нешто. Не вистина. Туку само ради тоа што се стари скопјани. Банките се наши, фирмите се наши, државата е наша. Што сакате? И друго нешто е ваше, да не кажам, пошто е срамота. Да. И ова дека е ваше, да. Одма да ви кажам. Значи да се разбереме нешто. Доаѓаме од нигде у Скопје со 0 денари, со кофер, мајките не спакоиле. За 10 години имаме радио у Скопје. А вие тука сте се родиле, ништо не можете. Немој бе да сереш. Сте продале земјите. Не ми е продадена и земјата ми стои. Абе добро, ти си поединец. Не може да се договориме во оставинска што ќе правиме. Дојавте со големи пари у Скопје, едноставно се акредитиравте да бидете господа. Со ништо, со куфер дојдовме тука. Ја знаеш и со способност ве победивме. Ти знаеш ли дека имам изедено флаша у глава еднаш кога одедам? На свадба, пијана работа, ама не се. Многу вистина во тоа. Седиме така и он мене ми вика да чоба јеботе до вчера продаваше сирење продаваше. И ми вика, абе како да фатам женска, вика. Ти како бе ти агим вакав лево десно. Ја му викам, слушај, ти на себе имаш гардероба најмалку 1000 и нешто евра. Саатото Rolex ти кошта барем таа марка, барем тој модел, викам околу 15.000 евра. Не, на тој селјак, ти не се мешај. Јас како рипат селјаците. Не бе, ја Rolex, слушай, чекај. Не си. Ево ти Rolex, ако сај да видиш. И овој, кажи го, и му викам, кола имаш надвор 100.000 евра. Ама знаеш кај ти е хендикепот? Имаш жути зуби, бе, лепи мој. Така и вие селјаците. Ке ви треба барем едно 3-4 генерации жутите зуби ние бели сме да ви веќе третата, четвртата генерација. Па што е најтрагично? Ние сме веќе одличен коментар на еден слушател. Вика, што би било од Скопје со градоначалник Митко Јанчев? Па Митко Јанчев да го ставиш градоначалник на Скопје. Па Скопје ќе биде европска престолнина, бе, човек. Знаеш што ќе биде Скопје? Ќе биде у Љубљана, ќе завидуваат, ќе речат гледај у Скопје колку е убаво. Идете до Кавадарци, запалете кола, ќе видите Цирих го има направено Кавадарци Митко Јанчев. Знаеш што е Цирих? Ајте у пичку, ма да дојдете у Кавадарци да ви. Нема, па ние сме толку добри што сакаме и ова да го направиме. Што барате у Скопје? Сакаме и ова Цирих да го направиме. Ради тоа да покажеме, ако не сме ние, ќе немате ни култура, ќе немате ни како ништо ќе немате, ништо. Значи Скопје 10 највлијателни македонци кој од Скопје? У историја, у уметност, у култура, у театар, у што сакаш? 10 највлијателни луѓе од оваа територија, еден нема од Скопје. Сакаш и албанци? Нобеловци имаме албанци од Македонија, ни еден не е од Скопје. Сите се кој од Гостивар, кој од Дебар, еден нема од Скопје. Драги слушатели, ако денеска не се случи убиство во ова наша емисија, онда наредниве 2-3 години... Старите скопски фраери, они фраери биле. За издржавка на нас од провинција, такви фраери се. Абе, која сме биле ние пашалуци овде, вие сте снееле жито. Никад не било тука крушки за на пазар да ги носиш. И пашалук која било, вие сте седеле сурутка за сирење да правите. Бил господин дој туку у Скопје. И бегот у Штип, и бегот у Ресен, и бегот у Охрид, биле господа за бегот од овде. Овде тој го праќале најнакрај, кој најтамо
у фамилија него сакаат, ќе го пратат тука бег да реални прави, жити се. Ги повикувам сите реални, прави, здрави, свесни, совесни, овие старите Скопјани кој имаат... ќе го сретне Љупчо Златев на улица, по една мацола да му обне, бнгао, онака по главата, Ве повикам, ама правите Скопјани. Абе, бурали, дојдете со нас да се дружите, да видите како изгледа. Добро е ова, Агим, сите, сега цел народ јавно слушна, што е комплекс на провинцијскиве Копани. Не бе, брат, немам комплекс. Само тоа што ти си се родил у Скопје, а ја не сум се прво, види си ја фацува каков селјак си ставил крст на овакво, по тоа ќе ти го видиме паметот. Жити се, ти си бил нешто култура. Алек Поповски, доđi да те полюбим. Пушти 98, еден слушни малце културна музика, слушни малце, живеј го духот на едно интелектуално време, не биди селјачина, затоа што си се родил у Скопје, ти нешто посебен си, ајде бегај од тука. Селјак, кој ти каже селјак на селјак, кој ти му кажи ти си селјак. Не, оди прочитај 3 книги, цело Скопје заедно со Оки Поки ја немате прочитано да ве соберат. Сте биле вие стари Скопјани, ајде тамо, без нас ништо вие Скопје, ништо. Ние го продуковуваме Скопје. Ние го правиме Скопје. Кој го правите вие? Да, тачно, вие селјаците го правите. Не. Тачно. Вие селјаците го правите. Ама проблемот е што не го водиме. Тоа беше Коце Трајановски, кој е издишка на нашата култура, градоначалник. Коце беше преубав град, среден град, све. Кога дојдоа, добро, и овој геец нема врска, и он не е од Скопје, Шилегов, па сега добар беше и он, супер. Дефинитивно ама ти ова си од Джорче која дојде сега последнава, абе го опре Скопје. Дефинитивно ти си за Убардовци. Вика, засрами се колку... Коце Трајановски и проектот 2014 година се убийците на Скопје, бе. Ало, бе. Значи, чекај, полека. Абе, убийците на Скопје. Засрами се колку ги навредуваш скопјаните, не е првен, туку се вика прво на македонски литературен јазик. А не вика дека се копан селјачки? Говорот вие со дијалекти, точно, и нашите дијалекти го прават македонскиот јазик. Ова тука у Скопје што се збори на скопски, ќе кажам, нема врска со македонски литературен јазик. Второ, немате респект за градот, не е точно, ние имаме респект за градот, вие уште на јаглен се греете и на дрва, ние на парно се врзавме. Второ, ѓурбето што го фрлате по нивите сега, од балконите го фрлате, не е точно, ние никогаш не сме фрлале ѓубре од балкони и да го прави некој од провинција, тоа го правиме пошто сме го виделе од вас. Елизабет, дојди да те полюбим. Ѓубрето го донесовте од помалите места и не знаете да го исчистите. Лаковани кондури од лекат облековте, но калото до пинците не го извадивте. Тоа е една од Перт, Western Australia, наша слушателка. Затоа што јас сум официр и джентлмен и сега ќе се чутам и он нека збори, нека лечи селјачки комплекси. Ајде, бојро. Не. Ти ги имаш тие селјачки комплекси, не ја, да. Јас сум 5 генерации Скопјанец. Најславното мало Скопје од Дебар, најславната кафана е Штала, двајца од тројца најдобри глумци се од Куманово. Точно така. И престанете да ми го величате старо Скопје, затоа што без нас Скопје никогаш не би било тоа што е денес. Еден град во кој живеат милион луѓе. Никад не би било без нас, не би било што е. А не, ќе беше едно небитно селце, ќе беше битно колку што е битно Старо Нагоричане. Да не бидам. Значи, у Старо Нагоричане толку ќе беше битно, а морам да кажам и цивилизацијскиот, како се вика, развиток на тоа на што ние налетавме кога дојдовме од провинција во Скопје, беше исто со тоа Старо Нагоричане. Имам право по устав, закон и по Божи и по писани, по неписани правила. Значи, вие сте како, особено Агим Јонус, уште ова ти го кажувам и кажи го твоето мислење, ти си као индијанскиот поглавица Менхетен, за джамчиње што го продал, за стакленце го продал Менхетен на холандезите. Така вие нас не направите со Скопје. Одма да ти кажам. Ај сега вака, Агимче, ти одговори тебе. Заврши ли? Не. Ајде, појрум, јас сум официр и джентлмен, ти дозволявам. Збори. Значи се разбереме. По устав, закон, правила, прописи, пишани, непишани закони и така натаму. Имам право да ти кажам што мислам. И тоа мислење неменливо.
Вие сте селјаци и селјаци ќе си останете. Вие сте селјачишто, тоа е разликата. Значи вие сте на селјачана, невидена. Иди назад у Кавадарци да газиш грозје да правиш сира. Иди назад у Чаир тамо, немаш од туку аеродром да доаѓаш. У аеродром да си идеш. У Чаир да си идеш. Значи. Ало, аеродром. Как си ка населбава аеродром? Па кога Скопје имало аеродром, у Кавадарци немало. Немало тоа воен аеродром бил Втора светска војна. Значи. Не се заебајте будали. Златев си изфрустрира што не од Скопје, гајле ми е што не сум од Скопје. Морам да бидам искрен. Толку ме заболе што не сум од Скопје, тоа ми е. Ајде ве молам, менјај плоча, викаат слушателите. Да, види, од некој ќе го јадеш, ама од кого не знам. Од кого бе? Ја не знам, еве ќе видам фин. Пошто сум офицер и джентлмен и нема ништо ти направам, али некој ќе те насади гадно, ќе те насади. Со ова мислење. Со кое мислење? Со ова дека ние Скопјани сме не направи одговор на Подоле. Па сега нема, тоа е перманентен одговор на тоа што ти ни забележуваш сега ние што сме дошли у градов. Сега викам, чекај, мило за драго да ви кажеме како стојат работите. Како стојат, бе? И па вака стојат работите. И на Скопје и на државата. Значи вака стојат работите, како што ти кажав. Значи. И сега тоа е тоа. Добро, ајде идемо дале. Идеме дале. Петок, лефтерна емисија, свесни сме за собствената несериозност. Да. Меѓутоа ова го правиме што за да не гледате, да. Мислам кај ти бом рекел, не, мислам јадеме бурек чисто после петок. Еве сега ќе ти кажам една песна што не го менува фактот дека селјаците му еба мајка на Скопје. Кратко. А тие селјаци се генерално по потекло од Скопје. Добро, идемо дале. Значи и тоа е главниот проблем. Чекај сега да видиме што има друга тема битна. Внимателно со алкохолот и пиротехника за време на празниците, апелираат здравствените работници. 100 години апелираат джавете. Тој што решил да се начука има се начука. Не, мене секоја година ми е хит која слушам колку прејадени има за нова година. На токсикологија вика, на пример, имаш вика толку пијани, толку дрогирани и 7 прејадени. Да, пази, чекал нова година за да се прејаде, мислам, пази. Абе, за да ждене. Енциклопедија Македоника. Значи, да се разбереме нешто. Нема атмосфера. Новогодишна атмосфера дефинитивно нема. Приказните за мали деца, Дедо Мраз, со ово и оно и онакво се тресе, се во сенка на апатијата во која што живееме. Вели еден, што убаво вака предпразнично си изнавреѓавте. Еј, како е, Стојанче Миров. Да. Стојанче, бирај кафана, е. Да. Бирај кафана, Стојанчо. Еве, Спасе Василе вели, агим не мешај селјак со селанец, ако реално гледаме поголеми селјаци од Скопје не нема. Браво, Спасе, добре дојде у мојот тим. Добре дојде. Значи, човек не може глава да диgne од вас селјаци. Ама мнозинство сме, братце, што да ви правиме? Демократија. Да, мнозинство сме. И тоа е тоа, сега ќе ве зафркаме. Ништо за ја реков овдека само диктатор. Не се, да се вратиме на тема. Вега, да Финка многу убав коментар, вели само вистинските домаќини живеат на село и ги хранат сите што се прават големи господа. Браво да Финка, ама иди објасни му ти на овој што мисли дека само пошто се родил у Скопје он треба да владее со светот. Објасни му дека ако не се селјаците, кој ги навредува дека се селјаци, он ќе јаде лушпа од банана. Стојадин Ристевски Стојче, Агим брат за нова година ќе има 2000 србинки во Охрид. Ајде доаѓај плюс Тиндер имаш. Лепи мој. Ајде да си зачитеме да не ти одговорам ништо најпаметно. Шо бе, шо ти? За нова година ќе седам дома и си гледам телевизија. Мерак Меана обожавам. Метро 90. Значи, ноги, колена. Зошто да не одиш во Србија? И што да правиш ако има 2000? А само една можеш да фатиш. Добро, вика, ема женски вака, вика, врие, па што го врие, па мисло една, не можеш три да ги легнеш одеднаш. Да, глупост. Освен ако природата не ти дала 3 од онаа работа, што тогаш си изрод, генерално. Вика, на времето игравме турнири во мал фудбал за медиуми, вие може легално да договорите турнир во Ultimate Fight за медиумски лица. Да, ова е добро речено. Со тоа што јас сум... А чекај, еве еден има исто логично прашање, дали ако си од Мралино,
си стар скопјанец? Пази, и ова прашање е Ајде, агиме и да видиме, пошто ти даваш нели сертификати. Сакаш ја ти ги набројам сите околни скопски села, кои до 70-тите години беа провинција е. Дали од Мралино тој е стар скопјанец? Конкретно? Не, без да правиме лице. А од кај е стар скопјанец? Мралино си од Мралино. Пошто да стигнеш ти у Мралино од Битпазар на времето треба 4 магариња, барем 4 сата пешки. А според тебе од каде се тие тој загрозен вид ендемски стари скопјани, од каде потекнуваат, од кои населби? Ова само селјак може да постигне. Па не знам, јас вчера дојдов тука, појма Скопје, знаеш до кај било порано? Тоа било Чаир, Битпазар, центар лево десно околу Вардар тука. Најзаникте кај што се. Најдалеку Скопје било до стара железничка станица, чак и таму стара железничка станица више било периферија. Ова Пржино, Црниче, Козле, Карпош, Мозле, како да не правиме муа бе, за Карпош, од Карпош 1 до Ѓорче бил друг град бре. Шта ти е? Ѓорче ти, ја на времето сеќавам 4-то одделение носам екскурзија у Сарај. Па ти ова што ми го кажа мене како старо Скопје денес најутепано е. Старо Скопје најутепано е. Тоа е факт. Мама му евавте вие со селјаци. Не, шубав плоштад ви направив. Еднаш у комунизам, после уште еднаш и Александар го ставивме. После тоа, значи... Дојдовме, ви го направивме плоштад. Плоштад од србите го правеле, ало? Добро, ама и тие биле селјаци. Ристичева палата е Ристичева, не Ристовска. Ама Ристич да не дојде од, како се вика, од Хабсбурзи фамилија. Ристич е некоја селјачана од Врањанско-Нишки регион, што? И тој е исто селјак дошляк. И тој, и у српско време, што да не мислиш тука, вас дека у српско време тука вас господа градски ви населуеле. Ви населуеле од Шумадија, еве на Боце дедо му е стар скопјанец од Србија, од Шумадија го донале овде, на Ивица Боцевски дедо. Значи, од Шумадија, тој не бил граѓанин некој. Ме остави без зборови и сега ќе си замолчам и нема на оваа тема повеќе да разговарам. За тоа треба да знаеш. Затоа што очигледно е, драги мои стари скопјани, јас се предавам, ако вие можете со селјаци, бојрум. А ако не можете и вие чутите си, доđеше пиличи, поебаше кокошке, ето е работа. А овие од, како се викаше, од Пајко Малото, а другото како беше? Да, Пајко Мало. Тука тоа викам од лево и десно од Вардар малку еден круг, Маџир Мало. Знаеш што значи Маџир? Дојденец. Да. И вика најсторо Мало. Добри, Маџир Мало, Маџири сме ние. Абе вие Маџир на турски значи дојденец. Лепи, Дебар Мало. Зашто се вика Дебар Мало? Дебар. Затоа што дошле од Дебар, па тука направи. Тие селјаци ги нарече сега. Дошлеци, пошто тие као јаш дошло и тие дошло од Дебар. Неозбилни сме, дај да завршиме емисијата со некоја здрава тема. Ајде. Здрава тема, шо здрава тема, чекај. Здрава тема, нема шо, со стари скопјани селјаци шо здрави теми ќе правиш. Чекај да најдеме нешто. Протест за чист знаеш зашто се радувам? Воздух. За ново година ова скопјани ве све ќе си одат дома. Не мрдаме. И Скопје убаво, тихо, мирно. Ова све скопјани кога си побегнат кој не мрдаме. Кој Радовиш, кој Узова, кој гости. Не, тука се седиме. Мош море тамо назад останете да вие ќе си идете тамо. Утре во Скопје ќе се одржи протестен марш за чист воздух. Маршот ќе започне пред Министерството за животна средина. Па ќе маршираат шанса за центар иницијативата. Абе знаеш како воздухов генерално е загатен само ВМРО кој е на власт. Пошто лани исто беше. Колку те плаќаат од СДСМ? Па сега така, лани исто, нели, пием 2,5 тука негде беше, ама граѓаните некако не им сметаше. Кога не е ВМРО на власт, у центар немаат проблем да им е загадено. А дојде ВМРО на власт и одма имаме протести. Сваќаш? Шо е сега? Пак некој те повреди, увреди. За темава ти симнувам капа Златев. Види, ти за темава можеш да му симнеш капа, ама ако продолжи да јаде бурек, ја гаките ќе му ги симнеш. Вега, во војска го прашувам еден тип кој изиграваше фраерче од каде. Исто, стара форета, вика од крај си. Ми вели од Скопје. А вика од кај? Од Кадино, вика. Да. Кадино не е у Скопје, така? Тоа беше у ЈНА. Се сретнеме, тип го гледам. Од кај сте? Од Скопје. Ами јас.
И што да ти кажам? Све е кажано. Тоа од Брезница ми е. Ајде да ги поздравиме слушателите и да бегаме да едеме чорба 10 сати. Да. Да. И да кажеме нешто. Драги слушатели, дозволите ме, јас ќе кажам што имам и ќе замолчам, нека затвори емисијата после Љупчо. Јас прво би сакал од се срце на сите што имаат уши и ја слушаат оваа емисија. Сите оние што се со нас за време на емитувањето на оваа емисија. Од срце, искрено и реално да ви посакам се најубаво. Зошто? Па затоа што ако сите имаме некаква благодет, ако сите бидеме како што треба, ако сите сме најадени, напиени, збринути и така натаму, сепак нема да имаме толку причини за огорченост. Поинаква би била ситуацијата и така натаму. Но пред се ви поздравувам здравие. Здравието не се плаќа со пари. На Македонија што и посакувам. На Македонија и посакувам дефинитивно да почне и сериозно да влезе во едни узбуркани води. Дефинитивно на Македонија и треба разбуркување. Кога ова го велам, зошто така размислувам? И што подразбирам под разбуркување? Да не се застане во борбата против криминалот и корупцијата. Да не се застане, дори и појако да биде. Да не се застане во реформите во судството. Напротив, уште посилно, уште појако, уште побрутално да се удри по тие елементи кои сте кочничари за напредок во државата. ВМРО започна. Го поддржувам, искрено го поддржувам ВМРО. Затоа што започна. Не може никој да каже за 2-3 месеца, 4 месеца камо ги резултатите. Резултатите ќе дојдат сами по себе. Она што 30 години си го руинирал, не може за 3-4 месеца да го поправиш. И затоа искрено, сериозно, смртно сериозно, мислам дека треба да се поддржи оваа комбинаторика. На ВМРО треба да му се даде шанса. А на албанскиот дел од власта да му кажам дека дефинитивно само конструктивноста, само заедништвото и само вперените чисти мисли кон градење на здрава држава, функционален систем се иднината на овој дел. На ова тло на кој што сите живееме заедно. Остајте вие што јадеме бурек, јас и Љупчо Златев. Преку неделата овдека во оваа емисија во Радио Лидер има луѓе кои што се смртно сериозни, на тоа им е работата. Не можеш ти да очекуваш од еминентни универзитетски професори да изиграваат мајмуни кои што изигравам јас. Но ако мислите дека јас сум будала, и тоа е голема една грешка и трагедија. Јас само ние само овдека, да не кажам се заебаваме, мислам, ние овдека јадеме бурек. Не, ние сме као у кафана, да ние сме, тоа е суштината, да. Овој разговор овдека што јас и Љупчо го правиме, некој друг не може да го прави затоа што држи некакво ниво. А нивото обично го држат оние кои што најмалку го имаат. И немојте, ве молам, народе, разбери дека тоа што јас и Љупчо го правиме и на овој начин го правиме, тоа е нешто што му е потребно секојдневно и многу на овој народ, а тоа е отворено на маса, без влакна на јазик, без ракавици. Тоа што ја викам, ќе го опна микрофонот у глава, тоа е фраза, тоа е заебање. Ама ќе оставиме у наслов за да не гледате повеќе. Имено, разберете, тоа е медиум. И тој медиум има свој хайлайт. Тој хайлайт, како викаат, лице, пице продае. Така да и хайлайтот продава, кажи го, гледаност на емисија. Ви посакувам искрено среќна нова година. На католичките кои помина, им го честитав на Фейсбук и новини Патрис Филиет Спиритус Санкти. На христијаните на 7 Божич им го честитам. Боже, да се слави името Твое, да биде волјата Твоја и така натаму. Ке дојде и Бајрам, па вие мене ке ми честитате. Така се живее, бе, луѓе. Така се живее. Ние треба овдека да градиме еден дом, заеднички, дом, топол дом. Ние сме само деца на оваа убава мајка, што се вика Македонија. Или ја чувствуваме, или не ја чувствуваме. Ви посакувам се најубаво и аупичко миш. Сега јас да се одјавам, почитувани слушатели, простете ни што ви направивме убава забава утро, простете ни
ако ве навредивте, у случај да сте стари скопјани или селјаци, простете ни што ве навредивме. На крајот и во едниот и во другиот случај сте стари селјаци. Јас ќе завршам оваа емисија, мојата новогодишна порака ќе ја пратам во вторник. А денеска ќе ја завршам оваа емисија со парафраза на една стара песна на ТКСК. Јас малце го изменив текстот, а текстот гласи: скопски селјачишта шмркаат бело на техно кога идат. На турбофолк кога идат. Значи, одим уште еднаш, пази, ова за рилки иде. Скопски селјачишта шмркаат бело на турбофолк кога идат, а селјаците од провинција сакаат како нив да бидат.